почнува преговори за укинување на роамингот во Западен Балкан. Еве ги останатите новости дома и во светот. Останете со нас. Слободен печат повторно мета на малициозни ботски напади на Инстаграм. На 5 април 2026 година официјалните Инстаграм профили на медиумот Слободен печат повторно станаа мета на малициозни координирани онлайн ботски напади. Во рок од неколку минути, на 5 април, под неколку објави споделени од профилите на Слободен печат и СП магазин, беа испратени илјадници лајкови од сомнителни профили, најмногу од странство. Платформата Мета, под чиј чадоре е Инстаграм, не нуди заштита од координирани малициозни напади за јавни бизнис креатор профили, а со тоа заштитата практично и не постои, освен ако корисникот него заклучи својот профил. Ова не е прв ботски напад на Слободен печат. Нападите започнаа на 6 ноември минатата година, потоа на 25 декември, 3 јануари и сега, 5 април. Во оваа непријатна борба, поддршката ја добивме од Сдруженијето на новинари на Македонија, самостојниот синдикат на новинари на Македонија, неколку независни медиуми и од нашата лојална публика, која покажа неверојатно разбирање за проблемот со кој се соочивме. Годишна девојка од Битола вчера починала во гостиварската болница, откако претходно била донесена во лоша здравствена состојба, информираат од СВР Тетово. Од општата болница во Гостивар е пријавено дека кај нив со влошена здравствена состојба била донесена РМ 29 годишна од Битола, која набрзо починала. Лекар констатирал смрт, а по наредба на јавен обвинител телото на починатата е предадено во судска медицина за обдукција, извести полицијата. Се очекуваат дополнителни информации по завршување на обдукцијата, која треба да ги утврди причините за смртта. Премиерот Христијан Мицкоски денеска зборуваше за ефектите од стратешкиот диалог со САД и како еден од тие, според него, позитивни ефекти на нашето стопанство, најави отворање рудник за реткиот минерал антимон во кривопаланечкото село Луќе, кој го нарече инвестиција во значаен производен објект. Ке се извезува во САД. Од инвеститорите ја добив информацијата дека топилницата би се градела во Оклахома, во САД. Тоа е еден заокружен циклус. Нешто кое што е многу важно за Македонија како држава и за нас како граѓани, рече Мицкоски. На истата средба со новинарите, Мицкоски кажа дека инфлацијата ќе биде двојно поголема ако не ги намалевме ДДВ и акцизата за горивата. Тој додава дека внимателно ја анализираат состојбата и очекува на следната владина седница, по великденските празници, да предложат нови мерки, повеќе таргетирани за одредени целни групи на граѓани и одредени производи. Живко Митрески, кој ја извршуваше функцијата претседател на Сојузот на синдикати на Македонија до 2017 година, денеска на пресконференција соопшти дека граѓанскиот суд во Скопје донел пресуда со која се потврдува дека бил незаконски сменет и дека сите одлуки што од тогаш до денес се донесени од страна на ССМ се ништовни. Еден ден откако обвинителката Ленча Ристоска поднесе оставка од функцијата јавен обвинител, Советот на јавни обвинители пред празниците закажа седница на која треба да биде констатирана незината оставка, што значи дека денеска е последниот работен ден на Ристоска како обвинителка. Веќе на 3 април претседателот на Советот Башким Бесими закажал седница која треба да се одржи на 8 април, а меѓу точките на дневен ред е и донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител во ОЈО Скопје за јавниот обвинител Ленча Ристоска по сопствено барање. Бесими во изјава за Слободен печат вели дека Советот за оваа оставка постапувал како и за сите други и според закон требало да ја констатираат оставката на првата наредна седница. Темата е на Фросина Факова Серафиновиќ. Скопјани кои аплицираа на јавниот повик на град Скопје за субвенции за нов велосипед, објавен уште во јуни минатата година. 9 месеци потоа се уште ја чекаат исплатата на субвенциите. Градоначалникот Орце Георгиевски на денешната седница на советнички прашања објасни дека исплатата ќе биде во наредниот период, затоа што во изминатите месеци се соочиле со два проблема во однос на овие субвенции. Најпрво, како што тврди, постапката не била спроведена како што треба. Имало 200 апликанти, а недоволно средства за исплата за да се исполни таргетот.
Вознемирувачко видео. Маж во Истанбул си го пресече гркланот пред минувачите. Мажот украде нож за донер од еден киоск, а потоа од засега непозната причина почна да вика и потоа се пресече по грлото. Граѓаните кои го видоа настанот веднаш ги известија полицијата и итната помош. Медицинските екипи кои брзо пристигнаа на местото му укажаа прва помош на тешко повредениот маж, пошто тој со амбулантно возило беше пренесен во болница и задржан на лекување. Уште малку во Истанбул. Пред израелскиот конзулат во Истанбул изутринава се слушнала покутница, а според соопштението на локалната полиција, 3 лица се убиени, меѓу нив се и двајцата осомничени кои го започнале пукањето. Според НТВ, пукањето во Бешикташ, делот од градот каде што се наоѓа конзулатот, траело околу 5 минути. Осомничените наводно пристигнале во областа облечени во камуфлажни униформи и отвориле оган врз полицијата. Бројни полициски екипи се на местото на настанот, јавуваат турските медиуми. Русија, според пресметките на Германско-руската надворешна трговска комора, остварува милиарди евра дополнителни приходи од извоз на суровини поради фактичката блокада на Ормузскиот теснец. Добивките на Русија од извозот на нафта, газ и ѓубрива изнесуваат повеќе од 10 милиарди евра месечно, соопшти комората. Можам да бидам председател на Венецуела, само да го совладам шпанскиот. Американскиот председател Доналд Трамп не престанува да ја шокира светската јавност со неговите изјави. Имено на пресконференција вчера во Белата куќа, тој пред новинарите се пошегува дека би можел да се кандидира за председател на Венецуела, тврдејќи дека таму би имал поголема поддршка од кој било политичар. Екзит фестивал се враќа во Црна Гора. Организаторите на фестивалот Екзит соопштија дека откако беше најавено дека оваа година нема да се одржи во Србија поради низа политички притисоци поврзани со поддршката на студентските протести, фестивалот започнува ново поглавје во својот развој, а Црна Гора ќе биде една од клучните дестинации ова лето. И за крај убава вест од Македонија. Тинејџери од Македонија освоија злато и сребро на Олимпијада за роботика во Грција. Нашите надпреварувачи покажаа супериорност и освоија прво и второ место во најтешката дисциплина, каде роботите што се дизајнирани, изградени и програмирани од учениците, целосно автономно извршија серија комплексни задачи со висока прецизност и сигурност. Овој настан представува една од најпрестижните светски олимпијади за роботски спортови, каде учество земаа околу 1500 тима од над 40 држави од целиот свет. Ова беше постигната информација во попладневните вести. Ви благодарам на довербата. Повеќе содржини побарете на нашиот сајт и секако продолжете да се информирате преку профилите на Инстаграм и на Фејсбук на Слободен печат.